Распаднати ѕидови и подови, пациенти легнати на оштетени кревети без чаршафи, расфрлени отпадоци, нефункционален инвентар и болничка опрема. Ова се фотографии кои се споделуваат вчера и денес на социјалните мрежи, за кои се тврди дека ја представуваат лошата состојба во која сега се наоѓа дел од гостиварската болница. Коментарите на граѓаните се критички настроени кон раководството на болницата, а се бара и одговорност на Министерството за здравство. Бараме Бирото за вештачење да направи евалуација на објектот и да ги обучи вработените за принципот, постапката и методологијата за разликување на глувчешко дувло од медицинска установа. Во ваква ужасна состојба е поодамна. Ќерка ми лежеше во 1996 година, за една недела доби инфекција од нечистотијата и едва ја спасија на инфективна клиника во Скопје. Ова е вистината, некои делови се во уште полоша состојба, пишуваат граѓаните на социјалните мрежи. Директорот на болницата, доктор Јакуп Јакупи, вели дека е револтиран од ваквите објави со тврдење дека фотографиите кои се објавени воопшто не се од установата со која раководи. Тоа апсолутно нема врска со вистината. Секогаш сме имали такви ПВЦ прозори. Болницата наша немала такви ПВЦ прозори, како што се на сликиве, ниту такви носилки. И тоа кој се занимава со тие работи воопшто не ме интересира воопшто. Тука се прави фасада, цела болница од 74-та, што се прави цела изолационна термофасада, се занимава со откаде ги зеде тие сликите. А пак ако зеде некоја слика, ама нема таква просторија во нашава болница. 4 години имаме ностоп реновирање, апсолутно направено е фантазија во смисло на тоа што е затекната. Болницата е 50 години стара. Јакупи вели дека изминатиот период, иако работи како хирург, успева да ја раководи установата како директор, а воедно да се прави постојано обновување на болницата. Од таму ни испратија фотографии од реновираните одделенија и болнички соби, како и од реконструкцијата на надворешната фасада.